Оптимизмот на македонската влада за откочување на евроинтеграциите расте. Разговорите во германската престолнина, средбите со канцеларот Шолц и големата поддршка од европратениците од сестринската партија на ВМРО ДПМН ЦДУ ветер во грб. Премиерот Христијан Мицкоски, задоволен од реториката на Берлин, дотолку повеќе што размислува дали воопшто да го прати писмото до Европската унија, кое претходно го најави. Вели дека голем дел од работите кои ќе беа дел од тоа писмо ги кажал на средбите таму. Имавме посета која што ме направи поголем оптимиста отколку што бев пред посетата. На маргините за време на работниот ручек, но и другите состаноци кои што ги имав таму, гледам дека има иницијативи кои што ги спомена и самата министерка Бербок. Ние ќе продолжиме да ги решаваме проблемите дома, но ќе се бориме надвор со сите сили кои што ги имаме на располагање, врз основа на Копенхагенските критериуми, врз основа на вистинските вредности на Европската унија, а тоа не се секако ултиматуми и диктати, туку разговор, конструктивен диалог, кој што ќе биде основа за изнаоѓање трајно и долгорочно решение. Понатамошните решенија никако не смеат да задираат во идентитетот и затоа целта на владата, како што вели Мицкоски, е максимално да се заштити националниот идентитет. Тој порача дека неговиот став можеби ќе разочара една група на луѓе, алудирајќи на опозицијата, но дециден е дека никогаш нема да ги напушти интересите на граѓаните. Пораките од самитот на Берлинскиот процес, на кој лидерите од Западен Балкан се согласија на неколку договори кои треба да ја подобрат соработката, но и средбите на маргините дефинитивно се позитивни за владата. Тоа што министерката за надворешни работи на Германија, Бербок, рече дека вметнувањето на бугарите во уставот е последниот чекор за отворање на првиот преговарачки кластер со ЕУ, за вице-премиерот Александар Николовски не е ништо ново, а оваа обврска се должи на тоа што претходната влада без консензус го прифати францускиот предлог. Уставни измени под бугарски диктат нема да има и дека единствен начин ова да се реши е да добиеме гаранција дека ова нема да ни се повторува на секој 6 месеци Македонија со шок да се соочува и да имаме нови и нови вета. Со самото доаѓање на владата предводена од ВМРО ДПМН јасно е дека ќе се бара друго решение. Македонија да биде заштитена од уцените и диктатите на соседна Бугарија. Во тек се разговори внатре во владината коалиција на кој начин може да се излобира во европските институции и дали е изводливо предлог решението за уставни измени со одложено дејство со цел да се избегнат дополнителни барања од Софија.